Вечерни вести во 9. Добро вечер. Пратеникот на Знам Миле Цеков ја напушти владеачката коалиција и ќе действува како независен опозицијски пратеник. За деталите и за реакциите во овие вести Даниел Василев. Добро вечер, Маријан. Пристигнаа реакциите, меѓутоа изостанува реакција од најголемата политичка партија во собранието, владеачката ВМРО ДПМН. Во меѓувреме од Знам велат дека оваа одлука на Цеков не е за изненадување, бидејќи тој се оддалечил од политиките и вредностите на движењето Знам. Од друга страна, првиот човек на СДСМ во ова гледа прилика со оглед на тоа што тој вели дека вратите на СДСМ се ширум отворени за сите оние кои што не се согласуваат со тоа како владеачкото мнозинство ја води државата. Деталите се подготвени да ги погледнеме во продолжение. Партијата Знам не е изненадена што пратеникот Миле Цеков ја напушти партијата и владеачкото мнозинство. Оттаму велат дека подолг период било јасно и тој политички и вредносно се оддалечува од принципите, програмските определби и државотворната визија на Знам. Според партијата, обидите на Цеков да се представи како символ на принципиелност се несериозни и неубедливи, бидејќи застапувал позиции спротивни на државните и националните црвени линии. За човек кој јавно се залагаше за внесување на бугарите во Уставот, природно е што повеќе не се препознава во политиките на движењето Знам. Причините за оваа одлука се лично негови. Дали станува збор за политички калкулации, клиентелизам или нешто друго, ќе покаже времето. Но движењето Знам нема да отстапи од својата мисија и од довербата што ја доби од народот, велат од партијата. За првиот човек на СДСМ, ова е почетокот на крајот на владеачкото мнозинство. Како што вели, тендер коалицијата почнува да се распаѓа. Пратеникот Цеков ја напушти пратеничката група на Знам и од денеска е независен пратеник. Добро е што внатре во ВМРО Знам се наоѓаат луѓе кои ја гледаат вистината, дека оваа власт е чиста криминална организација која ја уништува државата. На сите кои сакаат да се оградат од оваа криминална група и да не бидат запаметени како соучесници во пропаста на Македонија, вратата на СДСМ е отворена за соработка. Доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста, вели Филипче. Владеачката ВМРО ДПМН засега не ја коментира одлуката на Цеков. Тој пак денеска одржа пресконференција во собранието, на која кажа дека во политиката влегол за да ја смени. Ќе продолжи да делува како независен пратеник од опозицијата. Не можам да бидам дел од власт и од партија што не ги дели вредностите во кои верувам. Денес заминувам од политички субјект што формално е демократски, но суштински не ги исполни очекувањата на граѓаните. Заминувам од политика и од партија што не застана за ветувањата во која одлуките ги носат луѓе кои во Скопје немаат подршка ни од 2% од граѓаните. Со напуштањето на Цеков, Знам во моментов има 5 мина пратеници, исто колку и Левица. Даниел Василев, Сител телевизија. Последниот четврток во месецот резервиран за пратенички прашања во собранието и овој пат навреди и обвинувања меѓу власта и опозицијата. Мицковски вели дека очекува позитивни вести од Брисел, опозицијата пак критикуваше за сработеното. 22 индикатори, 16 или 17 се успешно завршени за извештајниот период кој што заврши кон крајот на 2025 година. Ако бевме последни, сега веќе сме според нив рамо до рамо со Црна Гора. И тоа многу брзо ќе дојде како информација од Брисел. Сум загрижен за здравствената состојба на поединци во актуелното раководство на СДСМ. И можеби би ве советувал вас и вашите колеги да можеби треба и оние политичари што не обавуваат висока државна позиција да се побара лекарско ако се во раководството на одредени политички партии. Оваа влада 6 квартали поред 3,5% просек раст, реален. Претходната влада 25-6 квартали поред 1,8. Кречат, да, ама тоа е долг период, имаше корона криза, па 2022, добро, ајде вашите први 6 квартали, па 1,8. Оваа влада им заврта грб на работниците. За само 2 години ги осиромаштивте. Ги гледате само како статистичка бројка, игнорирајќи го секое нивно барање.
дали ќе склучите нов колективен договор со одземени, намалени права или понеповолен од оној кој во моментот не е на важност, но важи се до склучување на новиот. Вие сакате да се фалите со тој колективен договор и во ред. Добро, фалете се. Имате исплатено нешто? 0 денари. Венецијанската комисија се користеше за да се проблематизира овој закон. Вие велевте дека препораките се европски стандард. Нема никогаш да дозволам ситни души со ситни теми да играат на чувствата на граѓаните во Македонија. Цената на нафтата во последните 24 часа го сруши рекордот од почетокот на воените действија во Иран, достигнувајќи $126 за барел. Според стручната јавност во земјава, последиците доправо се очекуваат. Договорениот попуст на бензинските пак истекува вечерва на полноќ. Цената на нафтата надмина $126 за барел. Најавите дека Соединетите Американски држави се подготвуваат за долга блокада на иранските пристаништа. Ја вивнаа цената на највисокото ниво во последните 4 години. Како ова ќе се одрази кај нас ќе се знае во понеделник, кога регулаторната комисија ќе донесе нови цени на горивата. Владата за сега не планира повторно да го намали ДДВ-то на дизелот, но можно е акцизата на бензините да се скрати дополнително, од 2 на 4 денари. Експертите предупредуваат државната помош да се фокусира на најранливите. Се залагам за да се наплати со пропишаните норми, а да се распоредува после кон загрозените семејства, кон таргет групите. Намалувањето на ДДВ-то и акцизите имаат позитивен ефект бидејќи се ублажува директниот удар врз трошоците за транспорт, храната и потрошувачката кошница. Но тој ефект е краткорочен, а државната каса веќе трпи, велат од Фискалниот совет. Мерката е фискално скапа и релативно недоволно таргетирана, бидејќи придобивка имаат сите потрошувачи, а не само најранливите домаќинства. Кризата нема да се задржи само на горивата. Преку горивата растат производствените трошоци на сите фирми. Транспортот и така натаму. Меѓутоа, имајќи го во обзир фактот дека 21% фактички од протокот на вештички ѓубрива исто така оди преку Ормускиот теснес, како се вика тоа на македонски, добро, залив тој теснесот, поскапува храната. Во вакви услови, економистите предупредуваат дека ценовниот притисок допрва ќе следи. Објаснуваат дека секогаш има задоцнување од неколку месеци, пред повисоките цени на енергенсите, целосно да се прелеат во останатите цени. Ова е особено проблематично за Македонија, како мала и увозно зависна економија. Се уште ефектот ценовен не е целосно пренесен врз економијата. Се уште е меѓу транспортниот сектор и меѓу зголемување на цените глобални. Значи, секогаш имате определен тајмлек, односно 2, 3, па и до 6 месеци кога цената се пренесува во целата економија. Се надеваме дека кризата ќе се заузда и тоа ќе го прекине овој ланец. Ако продолжи да расте цената на нафтата дополнително понатаму, најверојатно ќе почне ова да се пренесува многу позначајно на цените. Покрај ДДВ-то и акцизите, владата со мерка интервенираше и кај ѓубривата. Нивните маржи се замрзнати до крајот на мај, за да се спречи поскапување, кое ќе донесе повисоки трошоци за производство. Мартин Арсов, Сител телевизија. Пад на слободата на медиумите регистрира извештајот на Репортери без граници. Македонија падна за 3 позиции на индексот за слобода на медиумите. Во најновиот извештај на Репортери без граници, земјава се наоѓа на 45-то место и влегува во друштво на земји каде состојбата со слободата на медиумите се оценува како проблематична. Македонија бележи пад во 3 од 5 индикатори кои одредуваат позицијата, политичкиот контекст, економските услови и безбедноста на новинарите, додека нема промени кај законската рамка и општествените околности. Широко раширените дезинформации и недостатокот на професионализам придонесуваат за опаѓање на довербата на општеството во медиумите, стои во пошироката анализа за состојбите во земјава. Од земјите во регионот, подобро од нас се рангирани само Словенија, која е на 36-то место, и Црна Гора, која е позиционирана како 41-ва. Под Македонија, во групата проблематична состојба со слободата на медиумите се и Хрватска, Бугарија, Албанија и Грција, додека како тешка состојбата се оценува во Србија и Босна и Херцеговина.
Ова ја покажува и пошироката слика, според која за прв пат во историјата на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници, повеќе од половина од земјите во светот сега спаѓаат во категориите тешка или многу сериозна состојба за слободата на медиумите. Норвешка пак 10-та година поред го држи првото место. Извештајот денеска е тема на меѓупартиски обвинувања. Филипче во објава на социјалните мрежи иронично наведува дека извештајот на меѓународната организација е уште еден доказ дека медиумската мрежа во служба на Мицкоски исполнува една од клучните реформски точки на европскиот пат на државата. Од ВМРО ДПМН пак му возврати дека Филипче последен кој има право да зборува за слобода на медиумите, кога нема медиум и новинар со кого не се скара. Филипче треба да си стави прст на чело и да размисли што прави со новинарите и медиумите и дали тој негов однос е правилен. Ако смета дека така треба, следната година уште подолу ќе одиме, стои во реакцијата на владеачката партија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Со признание вина почна судењето за злоупотреба на средствата преку ИПАРД програмата. Јасмина Костадинова, која е обвинета за злоупотреба на пари од ИПАРД програмата, призна вина на стартот на денешното судење. Со неа на обвинителна клупа седат уште 8, а меѓу нив и поранешниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев. Како вработена во Министерството за земјоделство, Костадинова е обвинета за примање подкуп и кај неа полицијата пронашла 2000 евра. Судот во вторник ќе објави пресудата, а обвинителството побара да биде огласена за виновна. Европската унија очекуваше да види како државата ќе постапи во овакви случаи. Во прашање не само фондовите на европските даночници, туку во прашање кредибилитетот на државата пред Европската унија. 36-годишната Костадинова, плачејќи пред судот, рече дека се кае за стореното, а незината одбрана побара поблага казна. Истата уште во фаза на истрагата суштински го има признаено кривичното дело, дека истата се кае, до сега не е осудувана. Факт е дека со потврда за одземени предмети се одземени 2000 евра. Во случајот прво обвинет е поранешниот министер Джевдет Насуфи, кој со понуден подкуп од 50.000 евра потпишал договор за користење на пари од ИПАРД програмата, иако неговата фирма не ги исполнувала условите. Според обвинителството, измамата била направена со помош на екс-директорот на платежната агенција Стоилев и неколкумина вработени. За нив судењето ќе продолжи на 11 мај. Обвинителството располага со доволно материјални докази прибавени со посебни истражни мерки, како и докази од екстрахирани податоци од електронски уреди, со кои ќе докаже вина на останатите обвинети. Завчера министерот за земјоделство информираше дека ИПАРД средствата се повторно достапни за македонските земјоделци, откако Брисел утврдил дека нема неправилности во постапките, а институциите постапувале правилно. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Кривични пријави за 6 лица од стоматолошката комора поднесе финансиската полиција, меѓу нив и за поранешниот претседател. Ки сомничи дека злоупотребиле половина милион евра со злоупотреба на лиценци. Со злоупотреба на лиценците за стоматолози ги пречакориле службените ингеренции и незаконски заработиле 517.000 евра. Финансиската полиција до обвинителството поднесе кривична пријава против поранешниот претседател на стоматолошката комора и уште 5 мина од Комисијата за стручни стоматолошки прашања. Прво пријавениот склучувал договори со непостоечки здруженија за спроведување облици на континуирано стручно усовршување на докторите по стоматологија, за да стекнат бодови со кои ќе ги обноват лиценците. Поранешниот претседател на комората бил основач и овластен потписник на банкарските сметки на Друштвото на доктори по дентална медицина, преку кое, како што велат од финансиската полиција, го изигрувал системот и работел незаконски. Му помагали останатите 5 мина кои заработија кривична пријава, со овозможување на што поголем број на настани за стручно усовршување на стоматолозите. На банкарските сметки на Друштвото на доктори по дентална медицина, Македонското стоматолошко друштво и Стоматолошкото друштво на албанците се исплатувале средствата од котизациите на докторите по стоматологија за сите противправно акредитирани и реализирани настани, а за таа цел здруженијата не биле регистрирани како посебни правни лица.
стои во соопштението на Управата за финансиска полиција. Минатата година во август министерот за здравство и ги одзеде ингеренциите за лиценцирање на стоматолошката комора, бидејќи како што кажа тогаш Алиу, со невалидни едукации ги продолжувале лиценците на докторите. Поранишниот председател на комората е недостапен за да даде одговор за злоупотребите со дозволите за работа на стоматолозите. Актуелното раководство на стоматолошката комора пак има став по празничниот викенд. Сења Димитровска, Сител телевизија. Тука е крајот на